Поздрав, почитувани гледачи. Вие сте со ноемвриското издание на Конец, емисија од областа на текстилот. Реализатор е телевизија Стар во соработка со текстилниот кластер и USAID. Во денешните половина час ви ги елаборираме инструментот иницииран од текстилниот кластер во ведување на сертифицирани стандарди од страна на текстилните компании, како еден од главните предуслови не само за изнаоѓање на нови странски инопартнери, а од друга страна е еден од ефективните инструменти за надминување на економската криза во услови на пандемија, визави владините мерки за помош на компаниите во реализација на нивната ликвидност. Повеќе за ова на почетокот зборуваме со извршниот директор на текстилниот кластер, господјата Наташа Сивеска. Во овој Конец зборува еден од текстилните бизнисмени, изнесувајќи ги своите искуства од воведувањето на восстановените европски социостандарди, како еден вид вајлд карта во полесно контактирање и воспоставување на бизнис релации со потенцијалните странски бизнисмени. Сепак, нашите соговорници повеќе откриваат што се ова значи за текстилот воопшто. Започнуваме. Станува збор за една услуга која што ја развивме во склоп на USAID проектот за деловен бизнис екосистем. Овој проект еве веќе е при крајот на неговата имплементација, скоро 2 години. Имаме активности по овој проект и со големо задоволство може да кажам дека преку него успеавме текстилниот кластер да ја развие ова услуга и да обучи кадар во кластерот кој што ќе може на своите членки да им понуди помош во подготовка за имплементација на стандардите и за остварување на иден аудит од страна на сертификациони тела. Имплементацијата е важна од два аспекти. Прво, самите купувачи, брендови го бараат од компаниите во ланецот на добавување, значи сите оние кои што соработуваат компании да ја покажат својата социјална одговорност, па така и самите производители како дел од ланецот на добавување на брендовите има потреба да ја покажат социјалната одговорност која што ја имплементираат во своите компании. Тука би сакала да посочам дека и според самото македонско законодавство, компаниите ги исполнуваат поголемиот број на барања на овие стандарди, но сепак конечно треба да се тоа заврши со еден социјален аудит каде што ќе се покаже таа нивна спремност, односно нивна инволвираност во социјалната и општествена одговорност. Од друга страна е важно компанијата сама да ги презентира своите социјални корпоративни одговорности, што ќе предизвика подобрување на самиот имидж на компанијата и привлекување не само на купувачи, туку и привлекување на еден млад кадар кој што е потребен за индустријата. Па не е мал бројот на компании кои што имаат веќе воведено вакви стандарди. Јас повторно ќе кажам дека тоа е нешто што е во склоп на нашето законодавство, но ние еве поинтензивно работиме во овие 2 години да сето тоа биде сертифицирано и покажано со еден социјален аудит, каде што компаниите се стекнуваат со извештај од сертификациона куќа дека всушност навистина ги почитуваат тие социјални стандарди. Значи тука влегува и целата организација и менеджментот на компанијата во однос на работењето, во однос на менеджирањето со внатрешните ресурси, со вработените, но секако и односот со помеѓу другите клиенти со кои што соработуваат. Социјалните стандарди е нешто за кое што мора да се внимава и во изминатиот период, меѓутоа посебно во наредниот период, и да речеме сета ова ситуација со пандемијата предизвика да здравјето и заштита на вработените биде една од најосновните компоненти во делот на социјалните стандарди.
така да компаниите вложуваат многу во тој дел. Човечкиот ресурс нив е еден од најважните ресурси во компанијата и на тој начин воведувањето на социјалните стандарди и грижата кон вработените ќе биде и ќе биде многу значајна во наредниот период, а може со сигурност да посочам, бидејќи ние во склоп на овие услуги што ги даваме, вршиме посета на компании, ги согледуваме состојбите во истите, можам да посочам дека кај членките во кластерот на вистина имаме многу високо ниво на социјална одговорност и голем број од членките од кластерот веќе имаат на редовна основа, имаат здобиено со сертификација за социјалната одговорност и тоа го проверуваат на годишно или на двогодишно ниво во зависност од стандардот како е барањето на стандард. Ние во изминатиот период работевме со десетина компании кои ги подготвувавме за имплементација. Јас би посочила компанијата Lars Trade од Штип, со која што значи уште од почетокот на имплементацијата на овој стандард работевме. Соработувавме одлично со нивниот тим кој што беше вклучен во реализација на оваа активност. Изготвувавме заеднички, ја поминавме самооценувачки прашалник кој што треба секоја компанија да го пополни во делот при апликација за еден социјален аудит. И на крај со големо задоволство можам да кажам дека компанијата се здоби со највисоката оцена после извршениот социјален аудит од сертификационото тело и тоа е на некој начин успех и за самата компанија, но секако и за нас, заради тоа што сме сигурни дека одиме во вистинската насока и можеме овие услуги да ги дадеме на своите членки, за да може истите да или го тргнат по тој пат на докажување, односно социјален аудит на стандардите во својата компанија. Покажувањето, односно докажувањето на социјалната одговорност преку социјален аудит, истекнувањето со сертификат за социјална одговорност е многу важен во овој период кога брендовите мируваат на некој начин, а компаниите сега се во потрага на потенцијални купувачи за кои што ќе можат да ја изработат колекцијата и налозите. Ние имавме неколку случаи на компании кои што во овој период изгубија контакти со потенцијални купувачи само заради тоа што го нема тој доказ за својата социјална одговорност. Значи јас пак ќе повторам, компаниите, повеќето од компаниите или компаниите во членки на текстилниот кластер ги задоволуваат сите барања на овие стандарди. Потребно е соработка со текстилниот кластер за да убаво се формулираат сите политики и процедури кои што се потребни, значи да се документира убаво состојбата која што е во самата фабрика, за да може кога социјален аудитор ќе дојде на лице место да ја увиди таа состојба и да направи квалитетен записник за состојбите во компанијата. И заради тоа сметам дека тука таа соработка помеѓу кластерот и компаниите ќе се интензивира во следниот период и компаниите значи ќе се стекнат со сертификати кои што ќе може да ги презентираат пред странските купувачи, за да на некој начин покажат дека тие го завршиле тој дел и дека купувачот може да биде сигурен со своето производство во таа компанија. Ние минатиот месец организиравме во склоп на USAID проектот една конференција на која што имавме и меѓународно учество на компанија од Германија.
и имавме експерти во делот на социјалната одговорност од Македонија, кои што ги презентира барањето на социјалната одговорност, презентира некои нови стандарди поврзани со пандемијата, од кои што се развиени во British Standard Institute. Меѓутоа и брендовите, германските брендови од нивна страна ги презентира нивните очекувања и барања. Така да пандемијата не прави ништо поразлично во однос на социјалните стандарди што беа и предходно. Треба значи да се следат само законските нормативи и барања, да се следат законите за здравје и заштита при работа и на тој начин да се биде информиран со она што моментално се случува во однос на пандемијата и заштитните мерки кои што треба да се превземат, и на тој начин сметам дека секоја компанија од текстилниот сектор може да се подготви за кратко време и да помине еден квалитетен социјален аудит во насока на потврда на својата социјално-обществена одговорност. Не станува збор за нови стандарди, стандардите се тие кои што се веќе поставени веќе подолг период, компаниите ги исполнуваат стандардите. Она што германските брендови побара е една поотворена комуникација, значи да останат во контакт со своите производители. Сега знаеме дека имаме намалување на таа активност, намалени се и нарачките на лозите, меѓутоа нив им е важно да релациите се одржат, исто така и во однос на новите соработки кои што би се оствариле со компании каде што тие до сега не биле присутни, тие би сакале да ги видат состојбите во компаниите, во неможноста да присуствуваат директно, односно да допатуваат во потенцијални производни капацитети, би сакале од компаниите да видат едни веб страна со која што ќе ги прикаже производствените процеси, организираноста на компанијата, сертификацијата кој компанијата има, и на тој начин за брендовите тоа ќе биде потврда дека има квалитетни компании, дека може да се реализираат и нови соработки. Она што ние продолжуваме да го работиме како текстилен кластер е уште повеќе да ја развиеме ова услуга и да биде достапна до сите наши членки, но и пошироко и до компании кои што не се членки во текстилниот кластер, а секако социјалната општествена одговорност се однесува и на другите сектори, така да сме отворени за соработка и со други сектори. Јас пак ќе посочам, ние направивме еден тим, екипа која што помина низ неколку обуки во Македонија во делот на социјалните стандарди преку TÜV Nord организацијата. Обука беше извршена на целиот кадар од текстилниот кластер, а секако јас конкретно учествував и на интернационални обуки кои што се однесуваат за општествена одговорност и социјална стандардизација, така да ние сме спремни ова понуда да ја дадеме на своите членци, се во интерес да нели тие остварат понатаму квалитетни контакти со странските купувачи и привлечат што е можно поголем број секако постојани, но и нови брендови за производство во Македонија. Едно е теорија, но сосем друго е практика. Ретко кога обата се вклопуваат. Во овој случај, тоа ретко е реалност. Какви се искуствата од примена на спомнатите сертификати со етикета Европска Унија? За конец, искуствата со јавноста ги споделува собственикот на штипската текстилна компанија Lars Trade, господинот Кире Нашков. Сертификатот е една потврда пред странските партнери дека ние како фирма се грижиме за вработените, за околината, сите работи што се потребни, што им се битни на партнерите од Запад. И тоа едноставно значи дозвола да работиме со нив. Кои се придобивките што ги носи овој сертификат кој што го добивте? Пред колку време го добивте овој сертификат?
Па нешто помалку од една година има време поминато како што го добивме. Придобивките се самото тоа што можете да седнете на иста маса со купците кои ние сега, посебно во оваа ситуација ги бараме. Значи, за да воопшто разговарате со нив, тие прво што ќе прашат дали имате таков сертификат. Тој сертификат не е нешто повеќе од она што нашите закони го бара веќе, од аспект на заштита при работа, од аспект на работно време на вработените, од аспект на забрането вработување на малолетни лица во фабриките, искористување на децата во работа. Меѓутоа, сите тие работи што веќе ги бара нашата држава, ова е сублимирано во еден, да речеме, таков сертификат кој го издава странска европска фирма и кој гарантира дека сето тоа навистина се спроведува. Дали може со оваков сертификат да се надминува криза, пандемиска криза? Па самиот сертификат, како сертификат, не влијае на тоа многу во кризата. Влијае едноставно сега сите бараме нови партнери. И во таа смисла многу значи. Значи, кога ќе контактирате со некој нов партнер сега, кој што не знае ништо за вас, и кога ќе му кажете дека имате таков сертификат, веќе веднаш ви отвора врата воопшто да почнете да разговарате и да преговарате со евентуален нов купец. Инаку не би воопшто можел ни да седне со вас на иста маса да разговара. И на крајот, што би препорачал до останатите ваши колеги, до останатите компании, дали да се заложат да го добијат овој сертификат? Па веројатно веќе сите се запознаени, во секој нов контакт тој сертификат се бара. Не го бараат оние фирми со кои работиме 10-15 години, кои веќе имаат доверба во нас и веќе знаат кои сме ние. Меѓутоа секој контакт на нова фирма значи и барање за таков сертификат. Така да би апелирал на сите фирми дека да исконтактираат текстилниот кластер, бидејќи они ќе им предложат фирма која тоа може да го направи за нив. Верувам дека сега нештото се повеќе од јасни во однос на примената и практицирањето на европските сертификати за поквалитетна работа на текстилните компании. Текстилниот кластер не застанува тука. Водејќи емпириското издание на Конец, повеќе детали за неговите идни чекори во насока на подобрување на економската слика на текстилот и во вакви услови, кога пандемијата замразна многу работи. Впрочем, дел од она Сивојовска веќе откри. Но што и како ќе се реализира, ќе слушнеме, како што реков, и видиме во евриското издание на Конец. Само да ве подсетам, вие во изминатите минути бевте со Конец на телевизија Стар, чии покровители се текстилниот кластер и USAID. Ќе ви порачам, чувајте се и бидете добро со програмата на телевизија Стар. Секој добро.